Јас ќе го повторам барањето дека овој надзор се прави од интерес на јавноста и на граѓаните и тие треба да ни бидат императив во нашето работење како пратеници, како представници на народната власт. Не знам дали Агенцијата за национална безбедност ќе има слух да изврши класификација, декласификација или делумна декласификација, се во интерес за да можеме во детали да ја соопштиме на јавноста. Она што го очекувам од овој надзор е да не биде дозволен увид во сите документи кои ќе ги побараме, кои агенцијата се разбира смета дека треба да не бидат достапни, но и оние кои ќе ги побараме. На наше барање, лично јас веќе имам подготвено околу 30 на прашања кои ќе ги упатам, се разбира се во интерес на расчистување на овој случај. Едно од тие прашања кои ќе ги поставам, а за жал, ако состанокот ќе биде класифициран, нема да може да ви го дадам јас одговорот, е што се случило со полиграфистот кој се посочува барем во брифинзите кои ги има дел од јавноста како клучен, односно тој кој ги спровел полиграфските тестирања, дали е тој се уште на работа, дали заминал под притисок и така натаму. Што се случило со шефот на внатрешната контрола, зашто тој бил сменет, според мои информации, можеби не е вистина, зашто тој бил сменет непосредно пред да започне оваа внатрешна истрага во агенцијата и така натаму. Тоа се многу прашања кои, како што реков, се во интерес на овој надзор и обелоденување на вистината околу овој така наречен скандал.